Градоначалникот на општина Велес Аце Коцевски на својата пресконференција најави дека очекува кривична пријава за случајот кај фабриката кај Благој Ѓурев и посочи дека информациите на надлежните на фабриката се неформални. Не се точни информациите што би биле пренесени. Инспектори од Државниот инспекторат за животна средина, затоа што ние во моментов немаме инспектор за животна средина, биле и извршиле увид во фабриката. Неформални се нивните заклучоци и изјави, но за очекување е дека ќе биде поднесена соодветна пријава за прекршокот кој е направен од трета категорија. Тоа е највисок прекршок што може да го направи некој загадувач, односно оператор. За тоа следува голема казна. Градоначалникот додаде дека се обратил и до основното јавно обвинителство, Во која хронолошки ги наведовме сите наши сознанија, проследени со соодветни докази во вид на фотографии и повикување на законските одредби за тоа што се случуваше во фабриката. Па нека проценуваат тие дали има елементи за водење на постапки или не. Инаку сопственикот на фабриката, позната како Велешка маслодајна, Горан Лазов, го праша градоначалникот зошто за неговата фирма Афион зема пари од општинскиот буџет. Пошто не смее да се меша во приватни фирми. Тој имаше приватна фирма и знае колку е тешко приватно да работиш. Па за жал отиде да зима пари од буџетот. Замислите, јас никогаш не би прифатил да работам, да зијам плата од буџетот кога сум приватњак. Па вие граѓаните знаат дека Аце Коцевски имаше, сега префрли на друг фирма Афион, а зошто ја префрли јас знам, меѓутоа граѓаните дали знаат за да може да учествува на тендери, за да може уште повеќе да зима пари од буџетот. Мене ми е тоа јасно, меѓутоа на граѓаните не им, ке треба вие да им објасните зошто и да опрашате зошто од приватњак отишол да зима плата од буџетот на Велес. На пресконференцијата што ја одржаа надлежните од оваа фирма, директорот на секторот за контрола Чакарова Анита, како и Олгица Стојанова, директор на сектор производство и одржување, ги демантираа информациите дека мазут се најде во реката Вардар. Ги демантираме изјавите дека е истечен 1 тон мазут и дека сме загадувале животната средина, односно реката Вардар. Таа информација која беше кажана во јавност не е точна. Ова се случува прв пат да настане истекување на мазутот, поточно пукање на греач кој што служи за регулирање на температурата на мазутот. Би сакала да објаснам дека оваа настаната ситуација е техничка грешка, не по однос на вработен, туку техничка грешка на самата опрема, која што досега не се случила.